Субвенциите за студентскиот оброк ќе се зголемат, но министерката Весна Јаневска не знае за колку. Студентите не треба да имаат дилема дека Министерството ќе биде постојан нивен соработник, партнер и поддржувач, всушност ќе биде најголем нивен поддржувач, па од тука еве им испраќам порака дека да, размислуваме за покачување на студентскиот оброк. Не можам со сигурност да ви кажам за колку би се зголемил студентскиот оброк, затоа што и тоа зависи од буџетските средства кои ќе ни бидат на располагање, но размислуваме во тој правец и се надевам дека ќе го изреализираме за студентите да бидат задоволни. За разлика од студентите, вработените во образованието речиси сигурно дека пари за повисоки плати нема да добијат. Мора реално да ја согледаме можноста. Повторувам, сите вие знаете каква девастирана држава наследивме, не само во образованието. Ние сега треба да го спречиме слободниот пат на државата, да го стабилизираме, да го придвижиме кон нулата и од тука да почнеме да градиме нанапред. Со сите мои сили образложувам зошто е потребно. Грчевито се борам и ќе се борам. Но реалните можности се реални. Доколку изнајдеме некое решение, кое не зависи само од Министерот за образование и нашите желби, доколку се отвори некаква можност, се доаѓа во обзир. Но во овој момент јас таа можност не ја гледам. Во државата од оваа есен околу 140 училишта ќе го променат наставниот режим и ќе преминат во едносменски. Од нив неколку се и од Штип. И точната бројка не ја знам, сигурно ја знае градоначалникот, но знам дека неколку штипски средни училишта веќе имаат услови да почнат со едносменска настава, а ќе се направи напор тоа да биде и со основните училишта. Паралелно, тече и ревизијата на универзитетите, која треба да одговори на многу сериозни прашања во врска со нивното работење, но и нивната иднина. Зашто? Јаневска рече дека веќе се формирани комисии и работат на терен.